Почитувани дами и господа, драги гости, почитуван градоначалник на општина Илинден, господин Жика Стојановски, почитувани жители на општина Илинден, драги гости, добро вечер и добре дојдовте на денешната свечаност по повод одбележувањето на патрониот празник на општина Илинден 2 август и националниот празник на македонскиот народ. Во предвечерието на големиот национален празник Илинден, со вечерашнава свечаност, ги заокружуваме неколку дневните спортски, културни и други активности, посветени на чествувањето на Денот на општината. Вечерва се наоѓаме во овој прекрасен амбиент, во амфитеатарот на паркот Галерија на отворено, во Домот на културата Илинден, кој стана средиште на културните збиднувања во општина Илинден. Овој храм на културата нуди можности за подигнување на уметнички, литературни и естетски вредности кај жителите на општината. Во овој прекрасен парк, кој што е наречен Галерија на отворено, се поставени единствени и уникатни столбови и секој од овие столбови представува сам за себе уметничко дело на кои што се прикажани македонската традиција и македонските уметнички и фолклорни вредности. Започнуваме со уметничката програма која вечерва по повод патрониот ден на општина Илинден е во духот на македонската традиција и уметност, во која ќе настапат наши врвни уметници со своји инструментални изведби на македонска и на светска класична музика. Чест и задоволство ни е што вечерва ќе имаме можност да уживаме во музичките изведби на Скопскиот дувачки квинтет на Васил Атанасов, подоцна во вториот уметнички дел ќе го чуеме маестро Драган Даутовски, а уметничката програма ќе ја заокружиме со Пламенка Трајковска секстет. Скопскиот дувачки квинтет веќе 4 децении концертира, обстојува и представува дел од една традиција на камерна дружба меѓу плејада македонски уметници од дувачката фела. Овој камерен состав во текот на своето постоење изведува дела од светската ризница, како и дела од македонски автори, некои и специјално напишани токму за овој ансамбл. Во него доаѓа и заминува големи мајстори на своите инструменти, секогаш со желба и пораки Скопскиот дувачки квинтет да опстане и да продолжи. Овој квинтет остварил голем број настапи во земјава и пошироко, како и бројни тонски и телевизиски записи. Од 2002 година Скопскиот дувачки квинтет ја продолжува својата уметничка дејност под уметничко водство на професор магистар Васил Атанасов, со голем ентузијазам, исполнителска енергија и врвен уметнички професионализам. Сегашниот состав го сочинуваат познати македонски уметници, членови на камерниот оркестар, скопски солисти, Македонската филхармонија и Македонската опера. А вечерва ќе ги чуеме во состав Васил Атанасов обоа, Марија Јакимовска флейта, Бранко Павловски кларинет, Даниел Апостолов фагот и Александар Гошев хорна. Од нив ќе слушнеме дела од Бизе, Лековски, Бранџолица и Агостини на фолк македонски теми. Повелете, а сите ние да уживаме.
Им благодариме засега на членовите на Скопскиот дувачки оркестар за овие две numeri во нивна прекрасна изведба. Секако ќе ги чуеме со уште неколку изведби за кратко. А сега, дами и господа, почитувани жители на општина Илинден, драги гости, имам особена чест и задоволство да го поканам градоначалникот на општина Илинден, господин Жика Стојановски, да ви посака срдечно добре дојде и да ве поздрави. Повелете, градоначалникот. Почитувани сограѓани, драги пријатели на општина Илинден, почитуван председател на Советот на општина Илинден, почитувани советници, почитувани дами и господа. Нека е честит и вечен Илинден 2 август, големиот Илинден, национален празник на македонскиот народ и воедно и патронен празник на општината Илинден. По повод одбележување на денот на општината Илинден, ви благодарам за вашето присуство, за вашето време што го одвоивте овде во дворот на Домот на култура Илинден, во делот каде што еве за прв пат одбележуваме, празникот го одбележуваме во галеријата на Отворено. Би сакал да ви се заблагодарам за целата ваша ангажираност за поддршка во развојот на локалната самоуправа, за развојот на локалната заедница, за се она што го дадовте и како граѓани и сите пријатели на општина Илинден. Нека е честит денот на општина Илинден, патрониот празник Илинден 2 август. Нека е честит и вечен националниот празник на македонскиот народ Илинден 2 август. Да сте живи и здрави, да е жива и здрава општина Илинден. Ви благодарам.
Му благодариме на градоначалникот господин Жика Стојановски и секако му посакуваме и нему и на општината Илинден уште многу натамошни успеси секако во служба на подобрување на условите на животот на граѓаните на општината Илинден. А сега секако повторно продолжуваме со уште неколку numeri во изведба на Скопскиот дувачки квинтет. Повелете.
Им благодариме на членовите на Скопскиот дувачки квинтет за оваа прекрасна изведба на овие numeri, за нивниот мини концерт. А секако оваа вечер, како што кажав и на самото започнување на ова чествување на денот на општината Илинден, е во знакот на музичката и на ликовната уметност. Во фојаето на Домот на културата е поставена ликовна изложба која што е насловена "Убава е Македонија" од циклусот Божествена љубов на академскиот сликар Новица Трајковски, кој што еве го поканувам да го поздравиме. Ви благодарам. На оваа изложба изложени се мотиви кои според авторот го покажуваат токму божественото. Иако Македонија, како што вели тој, целата е божествена, но уметникот сака да каже дека убавините на Македонија како инспирација се неисцрпни и дека овој циклус ќе продолжи онака како што е започнат. Покрај пейзажите изложени се и портрети на пријатели на авторот Новица Трајковски, кои на ист начин ги доживуваат убавините на нашата Македонија. Секако ве покануваме да ја погледнете изложбата која во чест на одбележувањето на денот на општината е поставена во фоајето на Домот на културата и која што ќе биде поставена во следните денови и недели. А секако ние продолжуваме со уметничката програма. Имам чест и задоволство на сцената да го повикам маестро Драган Даутовски. Апокалиптикум представува звучно патешествие до суштината на она што го нарекуваме музика, до незината божествена и животворна енергија, која го следи еволутивниот развој на човештвото од самиот почеток на неговото прараѓање и ќе го следи до самиот залез на неговиот опстанок. Апокалиптикум ја носи пораката. Човекот треба најпрвин да е во хармонија со самиот себе, со припадниците на својот род и се што го слави животот, за потоа преку дадената можност живот да ужива во божествената хармонија на просторот, космосот. Апокалиптикум во изведба на маестро Драган Даутовски. Да уживаме.
Дами и господа, почитувани гости, вечерашнава програма ќе ја заокружиме со настапот на прекрасните членки на Пламенка Трајковска гудачки сектет. Нашата македонска виолинистка Пламенка Трајковска во јавноста е позната по својата мисија на доближување на класичната музика до најшироката публика, а незината музика е светски распространета, како и незиниот албум во кросовер стил Апасионато. Во чест на денот на општината Илинден, Пламенка Трајковска гудачки секстет ќе изведат композиции од класичниот репертоар во кросовер стил и секако нашите преубави традиционални македонски песни Јовано, Колјо и Ој девојче. Да уживаме во атрактивниот настап на Пламенка Трајковска и гудачки сектет. Повелете.
Се надевам дека уживавте во настапот на Пламенка Трајковска и гудачкиот секстет. Им благодариме што ја збогатија вечерашнава уметничка програма со која што го заокружуваме чествувањето на денот на општината Илинден годинава. Секако ви благодариме сите вие кои што денеска не почестивте со вашето присуство овдека во прекрасниот амбиент, во фоајето на овој прекрасен дом на културата во општина Илинден. Ви посакувам пријатна вечер, честит Илинден и довидување до следните чествувања на празниците на општина Илинден.